Бранко, добро утро и благодарам. Дали Скопје понуди задоволителна туристичка понуда за време на новогодишните и божикните празници, но и колку нашата држава може да привлече домашни и странски туристи во зимско-рекреативните туристички места? Утрово на овие прашања одговори бараме од туристичкиот водич Елвир Садиковиќ. Господине Елвир, добро утро и добро дојдовте во Македонија наутро. Како ја оценувате новогодишната и божикната прослава овде во Скопје и колку Скопје успеа да привлече туристи за новогодишните и божикните празници? Добро утро вам и на гледачите на македонската телевизија. Па можам да кажам дека незадоволително, земајќи во предвид дека слаба беше програмата, новогодишната програма, организирана од градот Скопје. И покрај тоа што минативе години имавме, можам да кажам, поуспешна некоја организација за дочек на нова година, меѓутоа оваа година можеме да кажеме дека до последен момент не се ни знаеше, така да не беше некоја богата новогодишна програма и според мене како туристички работник немаше голем одзив, а со тоа можеме да кажеме дека немаше можеби организирано некоја доаѓање на странски туристички групи за дочек на нова година кај нас во Скопје. Имаше некои групи, можеме да кажеме од соседството, значи од Република Србија имаше, од Босна имаше, од Црна Гора некои, меѓутоа тоа не е голем некој број, но можам да констатирам дека слаба беше организацијата. Се надеваме дека идната година градските татковци, градот Скопје ќе имаат по-богата програма, поуспешна програма, со што ќе на време ќе дадат објава, а со тоа нормално дека и странските туроператори или туристичките агенции ќе може да организираат таков еден дочек или доаѓање на странски групи во градот Скопје. Така, во моментов имаме повеќе зимско-рекреативни туристички места овде во нашата држава. Неодамна се отвори и ски центар од Михајлово. Колку ваквите места може да привлечат домашни, но и странски туристи? Може, секако дека може да привлече. Еве можам да кажам за информација, јас пред неколку дена бев во ски центарот Михајлово, навистина е убаво, организирано е, средено е, така да можеме да кажеме дека овие ски центри нашава држава изобилува, значи со богати планински предели и може да понуди, значи зимски спорт или ски центри може да понудат една квалитетна туристичка програма, така да секако дека треба, значи поголема промоција, поголема реклама, поголем маркетинг, а со тоа се надеваме дека ќе привлечеме што повеќе странски туристи. Секако дека голема улога игра тука агенцијата за поддршка, промоција и развој на туризмот, така да сегашната нова постава, новата директорка и сите вработени сметаме дека во идниот период ќе направат значи многу за да се нашава држава рекламира и да може да привлече што повеќе странски гости. Во минатото многу пати алармиравте дека туристичките агенции од странство што носат тури во нашата држава, си носат и своји туристички водичи и тука на штета одат на туристичките водичи во Македонија, но и на туристичките придружници. Како да се реши овој проблем и каква е моменталната ситуација? Проблемот е многу, може да се реши веднаш. Тоа е на неколку, можам да кажам, 100 метри од нас тука, од местото кај што се наоѓаме. Значи, државната пазарна инспекција треба да се постапи согласно законот и надлежностите. Ние како Македонска асоцијација, јас како подпредседател на Македонска асоцијација туристички водичи и придружници, веќе 5 години безброј барања упативме до институциите, меѓутоа за жал претходната власт не успеа да го реши тој проблем. Се надеваме дека сегашното Министерство за култура и туризам ќе смогне сили и ќе успее да го реши овој проблем, а со тоа ќе се заштитат туристичките водичи и придружници, а во исто време и ќе се заштити нашата историја, што значи нема да имаме искривување на историја од странските туристички водичи и странските туристички агенции. Минатата недела Државниот завод за статистика излезе со податок дека до септември 2024 година над 270.000 евра биле во делот на туризмот потрошени изминатата година.
што треба да се направи за оваа гранка туризмот да го развиваме и во 2025 година? Ќе треба повеќе, значи поддршка, ќе треба поголем буџет. Пред се ќе кажам на Агенцијата за поддршка и развој, промоција на туризмот, со тоа што на сајмите ќе се промовира, односно ќе се рекламира и ќе се промовира нашата држава. Ние имаме многу што да понудиме на странските гости. Ќе треба да се направат многу работи со што ќе да се подобри туристичката слика на градот Скопје, на нашата држава. Секако тука треба да се вклучат и субвенции за странските туристички агенции, за домашните туристички агенции, за превозниците, со што нормално ќе се потикне туризмот, ќе се направи подобра промоција, а секако и дека ќе се решат некои проблеми кои што веќе неколку години наназад, значи обстојуваат кај нас. Се надеваме дека во идниот период новото Министерство за култура ќе смогне сили и ќе успее, значи за култура и туризам да ги реши сите овие проблеми и можеме да кажеме да привлечеме што поголема бројка на странски туристи во нашава држава. Господин Садиковиќ, јас се надевам дека година веќе имаме бројни туристи во нашата држава. Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија на утро. Ви благодарам и вам. Бранко, разговаравме со господинот Елвир Садиковиќ, туристички водич. Наша тема беше како Скопје ги дочека новогодишните и божикните празници, дали имавме добра туристичка понуда за прославувањето на овие празници, но и дали може да привлечеме домашни странски туристи кога станува збор за зимско рекреативните туристички места што ги има во нашата држава.